Колку се осеќате безбедно доколку го шетате детето, а гледате често кучиња на улица? Па не се чувствувам безбедно во некои ситуации кога има големи глутници. А дали ги има често? Па има на 3-4 места во аеродром има. 90% од времето само во аеродром налетувам на кучиња и се многу страшни. Јас сум особа која што ги сака кучињата, ама многу се плашам. Како мала сум била исплашена и таа фобија не ми излегува. Катастрофа, ние доаѓаме од Швајцарија. Ова е тука катастрофа. Ка сега слушам други отровуваат кучињата. Тоа е грев. Тоа е стварно грев. Да дојдете ви у Швајцарија да видите дали има нешто такво. Секаде ги има околу нас. Таму кај што живеам овде, секаде. Многу има веројатно, да. Мислам, моето е големо куче и го напаѓаат од време на време, па гледаме да не ги повредиме и тие кучиња. Па има доволно многу, мислам, и за аеродром, така да нарочито овој дел пред капитол тука на раскрсницата има некаш по 4, по 5, по 6. Така да цело време само трчаат по коли, лајат. Многу и навечер кога спиеме, мислам тоа не се спие. Баш овде живееме. Кај што живеам, чопор кучиња има. Многу. Ама јас си поминувам така, не се ни плашам ни ништо. Тоа значи дека сте навикната да гледате бездомни кучиња? Навикната сум, да, и ке ги галам, и ке им давам за јадење, ке јадат. Бездомни кучиња има, да, јас лично се плашам од нив. Не ми е убаво кружам кога ги гледам. А што мислите, што треба да се превзема? Па јас мислам дека сепак треба да се формира организација некоја или некоја служба во општините кај што треба да се води грижа, сепак тие да се нахранет и да имаат некое место кај што треба да престојуваат. Треба само да се приберат кучињата и да се осигура дека се безбедни. Веројатно да се стерилизираат, поише тоа да бидат некако организирано. Да се организира, да се чуваат кучињата како што треба, да ги вакцинираме, да ги чуваме. Има луѓе што сакат кучиња и што не сакат кучиња, али треба да ги удемат. Да ги залуват, да ги приберат некако. Па да се однесат на безбедно место, барем таму ќе имаат и храна и ќе бидат обезбедени и луѓето нема да се плашат, слободно ќе одат. Па нема што да превземат, треба да превземе тука службите кои се за тоа надлежни. Треба да ги собере, да ги се знае, има некој стационар таму колку што знам, така треба таму да ги однесат. Да ги вдомат. Па валјда треба некој друг да превземе или да се однесат во стационари за кучиња. Да не ги носат тука. Дали некојаш сте биле нападната? Па фала Богу до сега не. Знам луѓе што биле нападнати и мене еднаш ми имаат нападнато, ама ништо сериозно. Во овој регион не, ама вообичаено ја познавам повеќе души што се нападнати од страна на кучиња бездомници. Не ми е баш нај како што треба, меѓутоа немам некој голем страф од тие, гледам дека до сега не нападнале во овој дел. Иначе имало во случаи пред неколку години во паркот, едно 3 кучиња ме нападнаа, некако се снајдов да спаси. Еднаш. Има 2 години. Сигурно беше темница, касно. Дали се осеќаш безбедно? Па јас не се плашам од кучиња, ама жално е така да ги гледам на пат. Мислам дека куче не напаѓа човек без разлог. Па не, вообичаено многу има страф и гледа кај што имаат повеќе луѓе да одат за во случај некој да ми помогнат. Отидов таму на кај селото Лисиче да пешачам. Го нападна едно дечко, така, млад дечко. Го нападна кучето. Јас да бев, не знам како ќе се одбрана. Оно машко некако се одбрани. И после вртев од другата страна, ми беше страф таму на ќошот да поминам. Не, баш са бајле, проаѓаме семафор и сега иде куче во кола. Мислам, ќе беше и прегазено и тој ќе наштети ово и све.